Господи, Исусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. И Сина, и Светлиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќи и сестри, Христос се вознесе. Истина се вознесе. Христос се вознесе. Истина се вознесе. Христос се вознесе. Истина се вознесе. И радост ни донесе. Ја донесе радоста што ја има денес славените 318 свети отци, учители и пастири на Светата Црква Божја, собрани во Никеја, за да се случи првиот Вселенски собор во историјата на Светата Црква Божја во 325-та година. Во работењето на соборот, покрај најсветите во црквата, седе учество и тогашниот император Константин Велики, пошто откако сите свети отци, сите 318 отци на црквата ставија подпис врз оросот на првиот Вселенски собор, со кој што потврдија дека учат онака како што Духот Свет ги научил да учат, или како што Светиот Дух учи во црквата Божја, и самиот цар најпосле смирено го става својот подпис врз истиот тој документ, давајќи ја својата согласност со учењето на Сесветиот и животворен Дух. Славејќи ги главните актери на Првиот Вселенски собор, Свети Атанаси Велики, Свети Николај Мирнически, Свети Спиридон Примитунски, то се само тројца од 318 отци. Ние честопати сме зборувале за светите догмати, светите канони, донесени на Првиот Вселенски собор. Можеме да кажеме дека се темел, основа на Светата Црква Божја, која што пак ние денеска ја числиме, и нашата вера е незамислива без верата на 318 отци од Никеја. И за толку сме поправосали, за колку што сме им подоследни на светите догмати и светите канони и правила на живење во црквата, изгласани на Првиот Вселенски собор. Исто така треба да се знае дека и тројца епископи од тогашна Македонија, во низините тогашни географски граници, учествуваа во работењето на Првиот Вселенски собор, заедно со Свети Атанаси Велики, со Свети Николај Мирнически, Свети Спиридон Примитунски или Кипарски. Иако нивните свети мошти сега се на сосема други места, чувани за таму каде што се сега, да и видат столбови на Светата Црква Христова, за врз тие столбови да се подпреме ние грешните и слабите и да се обидеме, да им бидеме доследни пред се во исповеданата вера, Духом Святим научена,
и пренесена до нас, а потоа да ги следиме нивните свети живот. Бидејќи тој собор се случи во Никеа пред точно 1700 години, овој ден, денешен и оваа година од историјата на Светата Црква е јубилејна година. Денеска целиот православен свет слави, му се радува на тој историски настан, кој што има за цел да ги искаши контурите на историскиот свет, да ги пробие границите на историското време и границите на историскиот простор и да не воведе во времето безвремено и во просторот безпросторен од царството на Троичниот Бог. Амин. Честит празник. Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного.